Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Православните верници денеска го слават големиот христијански празник Богојавление Водици. Празникот кој се слави уште од вториот век, а поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од страна на Свети Јован, кој од тогаш се нарекува крстител. А фаќањето на крстот значи соединување на човекот со Христа. Овој празник се нарекува уште и Водици, заради големиот водосвет што го извршува црквата на овој ден. Денеска во Урбаните вести ќе видите како општините го одбележаа овој голем ден. По пети пат Данијел Дончевски го фати Светиот крст во Скопје. Најсреќен денеска во водите на реката Лепенец беше Сашо Радушин, а на заедничката манифестација на општините Карпош и Ѓорче Петров прв до крстот стигна Илија Блажевски од Нерези. Филип Бошковски прв пат го фаќа крстот во езерото Белви во Илинден. На плоштадот во Газибаба се одржа традиционалната манифестација Пифтијада 2018. По пети пат крстот во водите на реката Вардар во Скопје го фати Данијел Дончевски од населбата Ченто. Тој истакна дека годинава покрај за здравје за својата фамилија скокал по крстот и за Биле Пешевска, која што се бори против болест, поради која многу би се откажале од неа. Данијел Дончевски од Ченто по пети пат го фати Светиот крст во водите на реката Вардар, што денеска напладне од мостот Слобода кај Холидеин го положи архиепископот Охридски и македонски господин Стефан. Дончевски на сите им посака среќа и берекет и рече дека годинава покрај за здравје за својата фамилија скокал по крстот и за еден мал јунак, Биле Пешевска, херој што се бори против болест, поради која многу би се откажале од неа. Пред положувањето на Светиот крст во водите на Вардар, господин Стефан пред присутните граѓани порача дека верските празници треба да не потсетат како живееме и како постапуваме кон себе и кон другите, да ги измијат сите лоши мисли и да донесат духовно освежување. За фаќање на крстот во Скопје годинава беа пријавени над 150 граѓани. Богојавление Водици се празнува уште од вториот век, поврзане со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од страна на Свети Јован, кој од тогаш се нарекува крстител. Празникот се нарекува уште и Водици поради големиот водосвет што го извршува црквата на овој ден. Предходно од 9 часот поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан богослужеше златоустова литургија во црквата Рождество на Пресвета Богородица. Во духот на православната христијанска традиција, денеска во водите на реката Вардар традиционално по 9 пат верниците од општина Карпош, како и од соседната општина Ѓорче Петров се фрлаа по крстот. Најмногу среќа имаше Илија Блажевски од населбата Нерези. Железничкиот мост во Хром денеска беше притесен да ги собере православните верници, кои имаа жилба да бидат дел од осветувањето на водата на реката Вардар. Убавото, сончево и пријатно време беше дополнителен повод голем број граѓани да присуствуваат на оваа традиционална и свечена христијанска манифестација. Илија Блажевски од населбата Нерези, кој 10-та година влегува во осветените води за да го извади крстот, денеска имал најмногу среќа прв да стигне до крстот. Вели, водата е студена, но вербата во Бога е голема, а чувството да излезеш од реката со крстот в рака е неповторливо. За многу години нека е празникот, Господ здравје на сите нека дава. Која година поред се продолжава? Па 10 години поред прв пат го фаќам крстот. Има една порака од тебе за сите верници. Нека веруваат во Господ и нека не се откажуваат. Што очекуваш да ти донесе сега оваа година? Оваа година свадба па дете. На железничкиот мост веќе 9 години, чинот на фрлање на осветениот крст во водите на Вардар е во заедничка организација на општините Карпош и Ѓорче Петров. Општината Ѓорче Петров на Илија му подари лаптоп компјутер, додека од општина Карпош доби 20.000 денари. Председателот на Советот на општина Карпош Андреј Манолев им го честиташе големиот христијански празник Богојавление Водици на сите верници и ги повика граѓаните да продолжат со организација на вакви верски манифестации, кои се во духот на традицијата на нашите предци. Одбележувајќи го овој традиционален празник Богојавление Водици, сакаме да испратиме јасна порака дека
а го славиме овој голем ден и дека ја почитуваме традицијата на нашите предци. Во таа порака се втемелени сите наши исконни вредности, базирани на соживотот, на солидарноста и на хуманоста. Следејќи ја таа традиција, веќе 9-та година поред, славиме заедно и чествуваме заедно со нашите соседи од општина Ѓорче Петров. Би сакал во моје име, во име на градоначалникот и на сите мои вработени во општина Карпош, да им го честитам на сите православни христијани овој верски празник и да им пожелам да го поминат во духовен мир и исполнет се многу среќа, радост и берекет. Од 30 капачи кои се фрлија во водите на реката Лепенец, најсреќен беше Сашо Радушин од Волково, кој 5-та година успева прв да доплива до Светениот крст. Со фрлање на крстот во водите на реката Лепенец, традиционално и ова лето господово, се одбележа вирскиот празник Водици. Голем број на вирници се собраа околу коритото на реката Лепенец да го проследат фрлањето на Осветениот крст, символ на среќата и благосостојбата. Вирата во Господ привлече 30 вирници годинава да влезат во водите на реката Лепенец во населеното место Волково, но најсреќен беше Сашо Радушин, кој од градоначалникот Александар Наумовски доби подарок лаптоп компјутер. Сашо на сите вирници им порача да имаат верба во Бог и да не се плашат да влезат во студените води на реките, за да го извадат Осветениот крст. Дали прв пат го паѓаш? Не, пети пат. Пети пат го паѓаш? Да. Добро, има некоја посебна техника како ти спела? Нема, тоа е. Среќа. Среќа. Да, многу. Многу. Тоа им порачуваш еве на верниците денеска? Па што им препорачувам? Сите да рипат да се фрлат за здравје, за среќа и тоа е, да им се насмееме среќата. Помеѓу 60 учесници, Филип Бошковски за прв пат беше најсреќниот кој успеа да го фати крстот во водите на езерото во Белви во општина Илинден. Оваа манифестација во Илинден годинава се случува по 10-ти јубилеен пат. По јубилеен 10-ти пат големиот христијански празник Водици беше одбележен и во општина Илинден, во соработка на општината со црквата Свети Константин и Елена. Во водите на езерото кај хотелот Белви, точно напладне со посебен црковен обред, беше фрлен символот на среќата крстот, по повод христијанскиот празник Водици, ден на кој според светото предание Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во водите на реката Јордан. Се смета дека најсреќниот верник кој ќе го фати крстот, цела година ќе го следи среќа, здравје и благосостојба. А најсреќен оваа година во Илинден беше 18 годишниот Филип Бошковски од Кадино, кој 4-та година поред се фрла по крстот, а прв пат е најсреќен и успева да го фати крстот. Јас сум Филип Бошковски од село Кадино, Илинден. Имам 18 години, задоволен сум премногу. 4-та година се фрлам, прв пат го фаќам, додека можам ќе се фрлам. Само среќа. И тоа е тоа, и здравје. Најсреќниот оваа година од општината и од јавните предпријатија доби вредни награди. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски е задоволен од организацијата и смета дека оваа јубилејна 10-та манифестација е најпосетена досега и на сите им посака здравје, среќа и берекет. Во општина Илинден по 10-ти јубилеен пат се одржува манифестацијата по повод Водици. Празникот, манифестацијата Водици е прифатена од граѓаните на општина Илинден и секогаш е уште помасовна е оваа година. Сметам дека секој граѓанин што го одвои дел од времето малку да ужива овде во хотелскиот комплекс, едноставно да се видат граѓаните, да го одбележат празникот. Драго ми е што убаво помина манифестацијата, му честитам на момчето кое што го фати крстот, да има многу среќа, радост и нека е честит празникот и за многу години. Како и минатите години, така и оваа посетеноста на овој настан беше голема. По крстот оваа година се фрлија 60 учесници. За сите посетители кои беа присутни на оваа манифестација, општината им обезбеди бесплатни топли пијалоци. По 10-ти пат во општина Газибаба се одржа традиционалната културна манифестација Пифтијада 2018. Собраните средства од продажбата на пифтиите ќе бидат наменети за хуманитарни цели, односно за детската клиника Скопје.
Денеска на православниот вирски празник Богојавление Водици се одржа 10-та поред традиционална културна манифестација Пифтијада 2018 на плоштадот на општина Газибаба во населба Автокоманда. Организатор на манифестацијата беше општината во соработка со Сојузот на жени на Газибаба, а активно учество земаа сите урбани и местни заедници во општина Газибаба, како и рестораните кои се наоѓаат на нејзина територија. Гости имаше и од соседните општини во градот Скопје. Традиционалната манифестација ја отвори градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски. По 10-ти пат хуманитарно во организација на општина Газибаба се организира Пифтијадата, се со цел да се продолжи македонската традиција во подготовка на пифтиите, а воедно и да бидеме хумани со продолжба на подготвените пифтии. Символиката на овој ден не подсетува на обновување на новите почетоци, вредности кои што значат вера во доброто, во честното и исправното. На манифестацијата беше присутен и поранишниот градоначалник на општина Газибаба Коце Трајановски, кој изрази задоволство што новото раководство на општината ја продолжува традицијата, која потсети започнала да се организира по негова иницијатива. Денеска тука по традиција се одржува и Пифтијадата, која што јас ја восстановив кога бев градоначалник на општина Газибаба како традиција и драго ми е што продолжува традицијата овде. И мислам дека е добро вака, како добра можност, па да речеме еве и културно традиционална манифестација. Изложените пифти беа продавани, а најдобрите од нив добија и награди. Собраните средства од продажбата на пифтиите ќе бидат наменати за детската клиника Скопје. Изложувачите на пифтиите велат дека традиционално секоја година се дел од оваа манифестација и се задоволни од продажбата на пифтиите. Маси имавме полни. Секоја година учествувате на секоја година учествувам. Јас сум трета година и преполно е. А овдека имаме два астала огромни, сите донација од Сдружение на пензионери Газибаба. Дали секоја година учествувате? Секоја година, секоја. Има ли интерес за купување? Има, наши донира. Каде ќе ги донирате после парите? Мога за хуманитарни цели. Посетителите пак велат за убавото расположение се заслужни музичките гости и топлите напитоци. Некои од нив пифтијадата ја посетуваат секоја година, а други пак за прв пат се тука. Како ви се допаѓа? Па убаво е кога се дружат луѓе, секогаш убаво. Си купувате ли нешто од понудените производи? Најчесто пифтија тоа ни е, да не вариме дома. И убава прилика, и убав празник е. Ли доаѓате често на оваа манифестација? Ја прв пат си. Како ви се допаѓа манифестација? Па добро е, ко почетно добро е сега, па ќе видиме понатака. Дали нешто си купивте од понудените производи? Не, него дониравме, нема потреба да купуваме. Средствата за организација на овој настан ги обезбеди општина Газибаба од својот буџет за 2018 година од програмата за култура и културни манифестации. За време на викендот ќе преовладува променливо облачно време. Од сабота попладне со врнежи од дожд, а на планините снег. Повеќе врнежи ќе има во недела, на крајот од денот ќе се префрлат кон исток и ќе поминуваат во врнежи од снег, понекаде и на повисоките места. Врнежите ќе завршуваат во понеделник наутро, но преку денот ќе биде студено и ветровито. До кој степен ќе достигнат температурите гледаме од Метама Метео.
За крај МТМ уште еднаш на сите верници им го честита денешниот голем празник. Ви благодариме на вниманието, имајте пријатна вечер.